Доколку порано важеше имам земја и може да бидам спокоен, сега не само што не можете да бидете спокојни, туку оваа земја може да ви стане и проблем, доколку не ја обработувате. Владата на Република Македонија веќе има подготвено закон со кој земјата која што е напуштена и не се обработува е плодна, самата држава ќе може да ја издава под концесија. Овој предлог има за и против. Има работи кои што се добри, но има работи кои што се лоши и не тераат да се замислиме. Една од добрите работи е што владата размислува како оваа земја да има производство на своја собствена храна. Ние не сме држава во која што авиони може да произведуваме, но може да произведеме доволно храна, како од една страна да се гарантира приватната собственост, односно воопшто да не се наруши, но од друга страна да ги искористиме сите земјоделски површини за производство на храна во ваква криза. Особено криза која што се најавува тоа дека во следните 2 години ќе биде уште поголема во прашањето на храната, како што е денеска струјата. Но ова не е новина, не е само со овој нов предлог закон. Ова веќе постои во постојните закони. Со него секоја обработлива земја во Република Македонија е карактеризирана како јавно добро. Имаше само проблем досега што законот не се спроведуваше и според сегашните закони мора да се пријави некоја земја која што не се обработува и тогаш за неа даноците се поскапи. Проблем е што никој доброволно не пријави. Од 2017 година ние воочивме дека евиденцијата на ова земјоделско земјиште не се одвива заради тоа што е регулирано во законот доброволно да се евидентира земјоделското земјиште од страна на собствениците кои што не го обработуваат повеќе од 12 месеци и досега од 2013 до денес нема ниту едно барање да во земјишниот регистар биде запишана било која собственост како напуштено земјоделско земјиште. Прашањето е како сето ова ќе се прави, како ќе се знае која земја се работи на неа, а која е напуштена. Велат дека точно ќе се знае кои почви се напуштени, односно ќе има регистар на земјоделското земјиште во Република Македонија како државно, така и приватно. Сепак, доколку планирате да обработувате некоја нива, ќе имате можност за тоа да го известите Министерството. Еве како ќе оди оваа процедура. Граѓаните ќе може да имат преглед, увид во што е тоа што се евидентира како напуштено и со своја изјава може да побараат да нивното земјиште биде иземено од оваа постапка, односно од оваа евиденција, од овој регистар, заради тоа што можеби ќе дадат изјава во која што тие ќе велат дека тие ќе го обработуваат. Или пак, ако се докаже дека го обработуваат, исто така ќе биде иземено. Или ако не го обработуваат, ама земјиштето стои необработено како дел од агротехничка мерка за припрема на земјиштето за одреден тип на производство. Знаеме дека за да се оствари некое производство како агротехничка мерка се користи земјиштето да одреден да мирува. Значи ги има инструментите како без согласност нивна секако дека нити се одзема, воопшто не станува збор за одземање, меѓутоа станува збор за ставање во функција, се создава можност државата преку измените на овој закон да истото земјиште го даде на закуп, исто како што се дава државното, така да се дава и приватното, напуштено земјиште кое што не се обработува. Оно што е добро во овој предлог е што доколку поседувате земјиште кое што не го обработувате и не имате намера да го обработите, можете да се согласите државата во ваше име да го издава. Во тој случај, барем земјата некој ќе обработува, нема да биде запуштена, нема да губи вредност, а од друга страна вие ќе си добивате пари. Еве како ќе биде поделбата на овие средства. 80% од закупнината, законот вели да биде за префрлена веднаш на собствениците на земјоделското земјиште, а 20% да биде закупнината за административни трошоци при самата постапка, односно 20% во буџетот, а 80% кај оние кои што се собственици, доколку станува збор за земјоделско земјиште кај кое што не може да се утврди собственоста и така натаму, 10 години средствата ќе стојат на сметка се додека не се докаже собственоста на земјиштето, доколку во тие 10 години се докаже приватниот собственик ќе си ги добие тие средства, а ако не се докаже во рамки од 10 години, средствата ќе останат на државата. Проблем се поставува и проблем доаѓа кога ќе се постави прашањето што
што доколку не сакате да ја дадете оваа земја на државата за да биде дадена под концесија. Некои концесии за некои култури може да бидат и до 15 на години. Што доколку утре еве ви одлучите да ја продадете таа земја, таа веќе е дадена под концесија. Од Министерството за земјоделство ни рекоа дека ќе можете да ја продадете, односно приватноста не се одзема во никој случај, но сепак потенцираат. Доколку се раскине договорот со закупецот, а нема никаква негова вина за раскинување на овој договор, ќе треба да се плаќаат пенали. Се уште не е утврдено колку пенали и кој ќе треба да ги плати. Така да доколку имате земја која што не ја обработувате, или издајте ја сами, или почекајте да видите како ќе се одвива сето ова државата да ја дава вашата земја под закуп.